Формирање на ургентен центар во склоп на клиничката болница Штип најави денес на првиот работен ден, како директор доктор Владко Захариев. Формирање на ургентен центар, со тоа граѓаните во Источна Македонија ќе добијат побрза тријажа, а со самата побрза тријажа значи и поквалитетна здравствена услуга. Со самиот ургентен центар и самиот регион ќе добие подобра координација меѓу другите здравствени установи што се во истокот за подобра соработка и координација на пациентите. Захариев најави нови вработувања и тоа со силен интензитет. Друго најважно што би рекол е агресивното вработување на медицински и немедицински персонал и нејзина едукација во наредните 2-3 години, кој што ќе оди паралелно со изградбата на клиничката болница и се надевам дека за наредните 3,5 години кога ќе биде болницата готова, ќе бидеме спремни кадрово со квалитетен кадар да влеземе и да стапиме на функција како целина нова. Како еден од приоритетите, Захариев најави и нешто кое е многу важно за функционалноста на болницата. Значи подобрување на пристапноста на клиничка болница Штип во физички смисол. Тоа е всушност ќе се прават напори да има уште еден влез кој што ќе биде приоритетен за итните пациенти и пациентите кои што ќе доваѓаат да се лекуваат со брза помош. На денешното примопредавање на функцијата, неговиот претходник, досегашниот директор доктор Ален Ѓоргиев, за Захариев имаше порака. Најправим да никогаш повеќе не бидеме во ситуација како оние 3 кошмарни години со пандемијата со корона, со дивењето на цените на струјата, на нафтата, на храната и така натаму, кои што ја истрпија финансиски клиничка болница Штип ја клекнаа на колена, да има повеќе слух и разбирање од предпоставените од Министерството за здравство за итно и ургентно примање на голем број на медицински и немедицински кадар, на кој што е неопходно, а не клиничка болница Штип да биде оставена 3 години без кадар и да има малку поголем буџет клиничка болница Штип. Во наредните денови, во клиничката болница Штип, комисија ќе изврши увид за функционалноста на опремата, пошто ќе се привземат сите мерки, дефектите и причините за нивното нефункционирање да биде отстрането.